Судница во затворот Идризово се одржува новоручиште за пожарот во Кочанската дискотека. Судењето го следи колешката Тамара Дичовска, ја вклучуваме во живо во овие вести. Тамара, денеска наред за воведни зборови се вработени во Министерството за економија и инспектори. Како тече судењето до овој момент? Како што кажа, воедни зборови денеска имаат обвинети, поранешни вработени во Министерството за економија, кои што имале некаква надлежност околу издавање на лиценците за дискотеката Пулс. Зоран Николовски, вработен во Министерството за економија при секторот за туризам од 2012 до 2013 година, пред издавањето на првата лиценца за дискотеката во 2012 година, кога му биле доставени сите 5 документи, тој и надвор од своите обврски испратил допис до Државниот пазарен инспекторат за дополнителна проверка, каде што оттаму му рекле дека објектот е се уште во градба и дека е во тек исполнување на оние минимални технички услови кои што се потребни за добивање на лиценцата, бидејќи тој имал рок само од 15 дена да го подпише овој документ. Ако не го подпишал, тогаш можел да добие кривична пријава. Тој го подпишал, тврдеше неговата одбрана, но Николовски вели дека никогаш не бил ниту во објектот Пулс, ниту пак во Кочани, дека лиценците и до ден денеска се издаваат од канцеларија, тие немаат никаква надлежност, ниту пак можат да одат на терен и да ги проверуваат објектите за кои издаваат лиценца. И дека никогаш, како тој, така и другите колеги, немале можност да излезат од канцеларијата и да направат проверки. Во продолжение да го слушнеме Николовски во неговите воведни зборови пред судот. Денеска издаваат лиценца од канцеларија. Единствено нешто што е сменето е контролата. Зголемената контрола. Тука се содржани во ова барање тоа што бараме за издавање на лиценцата. Елементите на лиценцата. Никогаш во животот ниту сум мислел, ни знам каде е Пулс, нити некој друг објект, нити ни било обврска, нити надлежност по закон да вршиме проверка на било какви услови. Одбраната на обвинетиот, поранешен државен советник во Министерството за економија, Шовкет Хазари, вели дека не може да му се става на товар, дека уште од 2013 година тој можел да предвиди дека оваа година ќе се случи пожар каде што ќе загинат 63 лица. Тој бил вработен во Министерството за економија од 2013 до 2019 година, каде што во 3 наврати ги проверил лиценците, а еднашка издал одобрение на оваа лиценца, но неговиот адвокат Чилегов прашува од кога за одобрение или за проверка може да се предизвика пожар во дискотека. Според Чилегов се знае кој директно го предизвикал пожарот во Пулс, тоа можело и да се види, но вели ако се прошири обвинението, тогаш во оваа судница фалат многу други луѓе, како и актуелни министри, но и други вработени. Му се обрати и на обвинителот, каде бил тој 13 години, бидејќи обвинителот е од Кочани, каде бил тој 13 години и дека во некој друг случај тој би требало да го слуша ова обвинение, а не да го брани. Во продолжение го слушаме адвокатот Чилегов. Како може проверка на правен акт, лиценца, или давање согласност на правен акт, лиценца, во временски интервал од 2013 до 2019 во 4 различни наврати, да предизвика пожар на 16 март 25 во дискотека во Кочани. Па обвинителе, ако ни тврдевте на нас дека постоел тој јавашлук, шо правевте вие 13 години во Кочани? Шо правевте? Ако ја прифатиме вашата теорија, вие... Не, окей, јас кажав ништо лично. Ако ја прифатиме ваквата теорија, тогаш обвинителот требаше да го слуша, а не да го чита обвинителниот акт.
За другите двајца обвинети поранешни службеници во Министерството за економија, Бекем Хаџију и Линда Касапи, нивната адвокатка вели дека биле само службеници кои што немале надлежност да излегуваат на терен, имале канцелариска работа, а не било нивна должност да проверува дали има хидранти во објектот, дали има само еден излез, дали се внесува пиротехника и затоа тие не можат да се гонат за предизвикување на овој трагичен пожар со 63 жртви. Во продолжение ја слушаме и нивната одбрана. Овие две лица, Беким и Ерлинда, не се архитекти на трагедијата, не се носители на ризик, не се креатори на опасност, не се оние што требале да проверуваат хидранти, инсталации, излези, не се оние што го преполниле клубот, не се оние што ја запалиле пиротехниката и не се оние што спасиле или не спасиле некого. Нивната работа е управна постапка, без право на увид во објектот. Значи, административна, а не инспекцијска. Во ведните зборови на другите обвинети продолжуваат, а целосниот извештај ќе го имаме во вестите во 16 часот. Тамара, ти благодарам за овие информации во вестите. Секако стануваш да го проследиш и остатокот од денешното судење, многу повеќе пренесуваме во следното информативно издание.